Здраво! Во ова видео ќе го објаснам значењето на зборот ѓавол, на зборот сатана, веште или на други зборови. Сега ќе почнеме на првин со ѓавол. Овде ни е на македонски ѓавол, овде ни е на руски дјавол, овде на англиски на кирилица го запишав devil, значи звучноста ни е битна. И овде на италијански il diavolo, што слично и на грчки како е дијаволо, така некако. Слично кај во многу јазици, значи имаме едно исто нешто на крајот од зборот. Зборот се дели на два слогови, ја или дја или де, со вол. Значи сегде ги имаме вол. А овде имаме воло. Што е, зошто, од каде дошло вол? Не е вол. Зошто баш вол? Кој има читано знае, кој има слушнато исто така знае за во Стариот Завет, кој не слушно сега ќе дознае. Кога Мојсей го излегува со израелскиот народ од Египет и тој разговара со Бог, има средби, како што е запишано во Стариот Завет, и додека тој бил на планината, целиот израелски народ собрал злато и направиле, тие се собрали и направиле, си рекле, сега ние ќе направиме еден Бог. И направиле на скулптура. Во Библијата стои дека скулптурата била теле. Златно теле. То зависи кој како ќе го преведи. Тие, пошто то било малечко скулптурче, златно, тоа најверојатно било, може да кажеме дека е вол. И кога се враќал Мојсей кога слегол од планината, кога го видел народот, тие сите си игра, се радва, и му вика, ние го направивме на Израел Бого, водач да ни биде на Израел ова златно теле, или овој златен вол. И тој како место, златниот вол му бил нешто како водач, како све нешто наголемо, најсвето. Значи, то било скулптура. Денес ние не мора да си правиме скулптури, ние имаме волови во парламентот колку што сакаме. Ние ги одбираме за водачи. Сеќаш, тие си направиле златен вол, ние не мора златен, ние си имаме живи. Сега, на македонски, како што гледам јас, најпоќе му одговарало на ѓавол, место да стои ѓа, то може моја грешка, али така јас го гледам, треба да стои јавол. Јавол. Зошто се во битолското нарече тука во дијалектите, многу често се спомнува и се кога покажуваме нешто, се например како што израелците му ја покажале скулптурата и му рекле јавол, имаме за водач на израелскиот народ, така и во битолското говорно подрачје велиме за многу работи, викаме Јашуба е колата, Јашуба е невестата, пример, може да речеме јаволо паси во ливадата на комшите, го потребуваме зборо ја место ѓа. Затоа може да поправилно е ја. Сега, овде на англиски ни звучи devil, наместо ја ни иди де. Сега, интересно е кога бев во нагости во Квадречкиот регион, пијаме ракија и при крај беше шишето, газдата го допи и вика на жена му, де му вели донеси
напълни му вели ракија или донеси ново шише и таму се сврте му вели де вол еден му вели како не се напи вика и го потреба зборот девол како што е во англискиот devil. Овде не мора ни да се изменува, овде кај нас ги изменивме ја со ја. После, јас имав една случка, тој исто беше интересна случка, на мал бев, и кога бев насело кај баба ми, и баба ми беше се, например, ова како што е куќата, сега нацртаме вака, ова е куќата. Баба ми стоеше овде, јас бев овде. И овде имаше еден вол на комшите, овде позади беше градината. Тука е интересно. Јас го гледав воло, како што си паси од градината, како што јади, имаше таму пиперки, ова, она, мал бев. И му викам на баба ми, бабо, јавол во градината. Црен јавол му прам во градината. И баба ми си сплаче, то си помисли некој ѓавол е. И од тука и се стреси, а доцето од вајне можеше да појди до градина. Ко виде, вика, абе внучко, вика, тоа е воло на комшите. И, значи, јас уште тогаш го користев јавол. Се е интересно со тука со јавол. Имав една смешна случка на повеќе пати. Дедо ми и баба ми седат пред телевизор, гледа телевизија и кажува на телевизор кој, тоа е обично темата, кој колку украл, кој колку ограбил, изел, ова. Не имаше за градоначалник во некоја кафана направил сметка, не знам, неколку милиони. Не сеќам, не е важна бројката. И дедо ми одма прво што му опцуе друго и му вика, ја воло јадење, вика. Значи тој го користеше, и го користи уште, вика, ја воло јадење, вика. Изе, вика, јас толку во цел живот немам и се едно тој колку што јади во еден ден. Толкава сметка. И тоа е, значи, јавол не ни е ништо посебно, туку еден човек. Сега, друг доказ, се таму ниди зборо сатана. Ќе го објасниме зборо сатана, што е поврзан со ѓавол. Познато ни е дека во Новиот Завет, после 30-та година, Спасителот Исус Христос оди во пустината и пости и е искушуван од сатаната. Сега, сатаната му вика, тука, значи, кога го качува таму на високо, му вели, ќе ти ја дадам цела ова, сета ова, му ги покажува сите царства, значи сите богатства, и му вика, ќе ти ја дадам сета ова власт и све ова ќе биде твое, ако ми се поклониш, затоа што и јас му ја давам на оној кому што сакам, затоа што сето тоа богатство е мое, му вика. Значи, тоа му вика сатаната, се што е сатана. Сатаната не е ништо друго, е нешто слично како ѓавол, значи еден човек. Се што значи зборот сатана. Сега ќе го објаснам многу убаво. С не означува, значи ако ставиме еден апостроф, ние со. Јаве, значи, со. Ата не означува, во едни други видео објаснав дека тоа татко. Татко. Т-А-Т-К-О. И на. Овде на е некој што ни дава. На, земи, на ти го ова. И овде викаме со таткото што ни дава, што ни поклонва, што ни... Тоа значи зборот сатана. Па и до ден денес ние во
И не само јас, и многу луѓе, значи, велиме за, се да не ги именувам, дека тие што се сопственици на масоните, овие илуминатите се сатанисти, ги викаме. Значи, кај нив нема ни религија, ни верба, ни ништо. Туку тие располагаат со цело богатство, и со фирми, со држави, со тие определва и граници, и тока ќе биде небото и морето нивно и све си играат играчки со нас. Значи, уште во тоа време имало масони. Во времето на Исус Христос и сатаната, или јаве го сега Сатана Джордж, например, презимето му го знаеме, бара си има во секоја држава своја влада која работи за него. И тие се слуги на сатаната, или на мамоно. Значи мамон не мора ни да се објаснува зборот мамон, некој што не мами. Мамон. И сите, се има една фреска многу интересна во една црква, како луѓето одат и има едни луѓе, црни луѓе, така се насликани со црна боја, и ги фаќа со синџир и ги трга вака во огно, му ги врзват рацете, нозете, очите да не гледа, така е прикажана фреската. И тука на еден начин луѓето денес сите се врзаја во некои здруженија и тие се врзани со сатаната, сите. Ти не може да се, како што ти му кажи сатаната, одете, протестирајте, одете, кршете, мавајте, фрлајте бои. Што ти му кажи, тие тоа прават, тие се врзани. Како ти речем, или некој е вработен партиски, тој е врзан со сатаната, со ѓаволо, со таткото, со мамоно. Значи не може, него тие сите се едно, како... Сите се врзани, сите се зависни. Не се слободни. Тие не може да го зборат ова, јас што го зборам. Така. Одиме понатаму. Сега ќе го објасниме зборот вештер. Овде, значи и ѓавол, ѓавол, сатана и вештер, тоа е нешто исто. Значи овде имаме вешт, или вешт, нема врска. Тер. Тер, значи обично како вештерка ни е од женски род, овде правилно литературно иди вештерка. Може да се напише вака, за да се види појасно што значи зборо. Значи тера, водач. Значи, пастиро ги тера овците, го тера народот. Значи, владетелот го тера, сатаната ги тера, демонот ги тера, како да кажам. Значи, вешт. Треба некој вештер, вешт човек за да го тера народот. Одете тоа направите, одете ова направите, вака ќе се молите, вака ќе зборате. Тоа е вештер. Ние вештер имаме, алал да му е. Ама народот ги препознава дека се и вештери и деца на мамоно и дека не се вешти терачи или водачи, а се поставени на позицијата вештер. Тоа е. Пријатно.